Општините од исток од празнувањето на Нова година си го сватија за озбилно. За прослави, украси и подароци вкупно ќе потрошат повеќе од 2,5 милиони денари. Годинава со креативноста и иновативноста кога во прашање Нова година изненадува малото Пехчево, кое ќе организира така наречен Крисмас маркет. На тој мини плоштад, на тој Крисмас маркет ќе се случуваат и неколку активности други, како ќе има изложби на децата од градинката со некои нивни ракотворби, ќе има изложби исто така од децата од основното училиште. За прв пат ќе се украсува и во Карбинци. За прв пат оваа година општина Карбинци ќе воведе новогодишно украсување на образовните институции, значи во план е да се постават елки пред сите образовни институции, односно пред сите училишта во нашата општина и една поголема елка ќе биде поставена на влезот во општината. Во Штип новогодишното украсување е долгогодишна традиција, па овде, иако за тоа се предвидени 300.000 денари, голем дел од овие пари веројатно ќе се заштедат, зашто украсите веќе се купени. На општината пари за празниците ќе троши за други намени. Традиционално ќе се доделат ваучери од по 3.000 денари за неколку институции кои што ќе дежурат на Нова година. Имаме понатаму награди за декорираните објекти кои што ќе учествуваат во изборот на најдобра декорација. Потоа имаме подарок за акушерското оделение при клиничката болница, традиционално издвојуваме околу 20.000 денари, меѓутоа не им доделуваме средства, туку најчесто станува збор за предмети кои што тие ќе ги побарат и кои што најмногу им се потребни во вршење на нивната работа. Изминатите години искуството покажа дека интересот за прослави на плоштадите е минимален, па токму и поради ова мал е бројот на општините што размислуваат за нивна организација.